Прилепските компании, како и останатите во Македонија, се повеќе се соочуваат со голем недостиг на работна рака. Главни причини за тоа се ниските плати и масовното иселување од Македонија. Од регионалната стопанска комора велат дека иако нив им недостасува работна сила, сепак во АВРМ Прилеп биле пријавени над 6900 активни баратели кои што не сакале да одат на работа кога истата ќе им биде понудена. Од 1 септември пак ќе се воведе закон, ако 2 пати одбиеш понудена работа, да го изгубиш правото на социјална помош. Значи време е сите заедно сегменти, синдикатот, работниците, фондот за здравство, инспекторатот, стопанството, да ја ревидираме ситуацијата во нашето општество, да видиме која е таа работна сила и стварно од нас да направиме работна нација, а не мрзлива. Во Прилеп немало реална перцепција која е понудата и поборувачката на пазарот на труд. И затоа сега се прибирани информации кои профили на работници им се потребни на компаниите во наредните 5 години. Од Сдруженијето пак достоинствен работник бараат освен економски, општината да формира и социјален совет. Каде што ќе бидат вклучени и синдикатите и сдруженијата кои што работат во областа на трудовото право, но исто така и работодавачите. Со тоа, значи може да се подигне нивото на напредување на правата на работниците. Од општина Прилеп пак не се многу заинтересирани за оваа идеја. Во тој случај би изигравал некој посредник, како градоначалник или како самоуправа, тоа го прави владата и мислам дека синдикатот е посебна организација на ниво на држава и тоа може да има само кореспондира со владата, со синдикатот и со стопанските субјекти. Работниците пак едногласни, без поголеми плати, иселувањето од Македонија ќе биде се помасовно.